Znači ova kriza traje već je podolno fabrikata. Ние до сега направихме огромни напори заедно за председателството со работените да не дојде до оваа ситуација. Меѓутоа периодот е многу долг и имаме значи неплатени недавно 6 плати, се 6 плати, седно па до крај на месец ќе биде и нередовна исплата на придобив. Така да снеката прочитам. Значи поради огромно незадоволство на вработените, предизвикано од неисплата на 6 плати и се почесто нема и на здравствено осигурување, председателството на синдикат во ФЗЦ 11 октомври, согласно член 236 од Закон за работни односи и член 101 од колективниот договор, донесе одлука за стапување на штрак со следните барања: исплата на заостанати плати и редовно исплата на придомници. Бидејќи во период за подмирување на штрајк кој трае 8 дена и додатни 2 дена, што беа побарени од бордот на директорот, не е постигнато решение, одлуката за стапување на штрајк ќе се реализира. Штрајкувачки одбор од седница одржана на 19.12.2014 година донесе одлука за стапување на штрајк врз база на закажаниот од 9.12.2014 година и истиот се спроведе и да започне на 22.12.2014 година, односно денес. Со почекот од 6 часови ќе трае се до постигнување на договор. Да напоменам дека во овој период имаше повеќе прекиди на работа, но благодарејќи на совеста на вработените и на синдикатот, исти се не стана радикални и не пренасна во штрајк. Но сепак, долгиот период на кризата го направи својот. За овој период сите домашни залики и уштедивни кои го има вработените ги потроши, останувајќи без основна екзистенција, односно се доведени до така наречена состојба на гола екзистенција. При ова, да спомене дека голем дел од вработените се задолжили со кредити и други давачки и да имат негативно салдо, така нивното примање банките ги задржуваат така, моментално ги задржуваат и тие едноставно не добијат ни дена за живење. Синдикатот на вработените спрема веднаш да го сопре штрајкот ако се постигне договор со работодавците. Кои се вашите минимални барања? Минимални барања, значи беа, кажеме, 6 плати, на задниот состојак рековме 2 плати до нова година. Значи тоа е најминимално плаќање на социјално. Што немаме здравство лечење. Само ми кажете вака, имате ли увид во вработењето на фабриката, како работи таа? Мислам, има ли работа или всушност процесот на работа е сопрен? За жал, фабриката не работи со оној капацитет кој работи, да не кажем, со минимален капацитет. Да се посетим дека порано фабрикат беше една од големите во Европа, четврто, ми оставя да не зборам. Но сега тоа се деси, што се деси. Ние што бараме точно дека нема работа. Но знаеме дека фабриката има поварувачка. Имаме залики, значи има залики, значи може со тие две барања што ги бареме да се исплати бар дел од платите. А работа е наводиот менаџерите. Не сме криви за работа.